Sveda moji возлюбeni. Kaj vas dojdov? Oti se sluša дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате. Како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А јас самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој се стремам, да ви се придружам дојдов. Дојдов да кажам, оти дошол часот. Оти мора да се каже. Дојдовме со брата ми на ум, да веруваме надеж за македонската земја, за македонците, пред големите искушенија кои не очекуваат. Еве сум овде пред вас. И светлина ќе се разлее врз праведниците и божествен дар. Азбука за македонскиот напатен народ. Ги преведовме светите книги од црковно-византиски на македонскиот народен јазик. И ги поделивме помеѓу нашите браќа, поделени во 4 склавинии. И тргнавме со словото на Бога, со Гораст, Ангелари, Сава и брат Минаум. Македонци мои, немојте да се плашите од оние кои ви го убиваат телото, затоа што не можат да ви ја убијат душата. Душите на ангелите се со вас. А вие, одродени, побарајте прошка од македонскиот народ. Клекнете на колена и побарајте прошка за спасение на вашите испустени души. Тука си, брате Клименте. А каде би бил, брате Науме? Во земно или во Божјо време? Времето е векови, кои бодинаат тамо упреку и не носат таму некаде у долијата. Истиот си, не си се променил, безсмртен дух, верба во Бога. Се трудам да тихувам, да не се срдам на Бога. Ке ги бидели? Не знам. Се имаат изгубено и заборавено. Јас сакам македонскава земја. Љубовта кон својот народ. Не е ли омраза кон другиот? Мислиш дека можат да ја променат судбината, она што е зададено од Бога? Го сакам македонскиот народ. Клекни на колена. И помоли се, брате. Кој сум јас да го тревожам Бога? Помоли се, брате, Науме. Глаголица, Кирилица, Орфееви слова, Црти, Трецки, Аз, Буки, Веди, Глаголи, Земјата, Покој, Рци, Јад, Македонија. Заумно време, кога се берете во себе, како столетен бор, возвишена мисла созрева, човек, цел век, ќе биде век. Столетие на Бога и искушенија земни. Душа Божја, родение би. По сребрена нитка слегува светиот дух, род дарувајќи во земно тело целоплодно. И пород, и блаженство, и љубов, велми се роди човек, и би човек, и остана човек.
и искушенија натискаат. И безбожно време сничкосува севезден. Родот, духот, Македон свет да го сништат. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свети дух, крстени со религија на дарување. Им даривме се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас, јас, раб Божји, срцем и духом и душою своју глаголав молитву. И велми ке тргнам јас во чисто поле, под красен месец, под јасни звезди, под облаци што пливаат. Ке застанам јас во чистото поле, со облаците ке се облечам, со небесата ке се покријам, на главата ке го ставам јасното сонце, ке се обгрнам со острите звезди да ме вардат од секакво зло и ке си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, Македонец, Македонец и во веки векови ке си останам. Амин, амин, Татко Небесен, Господе Исусе Христе, Македонец, како што си ме запишал во Божјиот катастер, Македонец. Амин. И светата Божја љубов во секого од нас, во секого од вас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме македонци и луѓе. Ајде да ги разбудиме ангелите, да останеме Христови македонци и луѓе. Одам. Браќа мои, чеда мои, Божји чеда разделени, до вчера на еден јазик зборувавте. Еден јазик, едно слово, еден народ, еден Бог. Описменети со македонските солунски слова на светите Кирил и Методи. А гледај сега, до каде сте ја дотерале работава. Раскарани, разделени. Секое село стана народ. Секој јазик, секој дијалект јазик. Една семка сте. Затоа ли ве описменивме? За да се изедете меѓу себе, да се закрвите, да се раскарате. За други, неграмотни, да ве владеат. Народе мој славен. Вие сте род Хомеров, Филипов, Александров. До кога делби? До кога крвопролевање? Нема повеќе место во нашава Македонија за вашите изгниени коски. Подајте си рака. Рука. Рока. Подајте си. Помирете се, македонци. Не знам дали ќе прилега сега во ваков час, но во луња, во небески залив, остава трага безгласниот глас. Во што не знам. Не знам ни кога дивата се стаи древна страст
kon tlото лакомо, кон Бога. И дали сум сега ова јас. Намерници, верни во љубовта, кон страшен, кон достижен, кон врв сте пошле пак. А тенка црта, сенка само на ведра душа и гласна мол кот е тоа прв, што некој може би го слуша. Секако. Не во мигови на очај, што години биле столетија, еони, су можел без зазори клетва да срочам, најсурова клетва да не сум сонив. И моето величие, по судба ме дели од се што љубам. Оти во таква ведрина тажна, сум зел јас право и заведа губам. Од недостиг таков, еве ме, слегувам во виор, во ветер, пак да го зберам величието на коему немало спас. А потомците стаписани. Ги гледам смерни, во ред. Се спушта и ангел во лед, кон лепа церков на колнати места. Добро, браќа, што племе сме биле? Што накот? Што мисла? Зла ни сматила вид. Ангелот кацнал, трепери. Јасен е говор на зракот. Божествена гледка. На Бога е реч. Цела Македонија пак да се збере на древниот повик на древна вера. Не омра за сега. Не одмазда сега. Не замавна меч. А љубов, љубов ни треба. Бидејќи едно е саќето на духот, а друго е саќето на душата. Едни пчели го полнат едното, а други другото. Но полне секогаш садот на Создателот. Ништо не се губи во просторот, браќа. Макар што постојано си заменуваме ние. И се е растење и склад, без разлика на секој пат и одрон, пак розите се креваат и пупат сред небесата. Така е секогаш. Таман си помислил дека смртта те обколува од секаде. Гледаш како напролет се отвораат ситните цвеќа по ридовите. И како Бог го шири кругот во секоја чашка што цвета. Велејќи и не на смртта, што вели да. Ама не знаеме ние да го уживаме животот. Распосла на секоја педа до нас. И уште сме несвикнати на хармонија. Речи си редовно, се за нас бива испокршено. Како тресната од карпа стомна, во која пред тоа престојувал кладенецот на летото. Станува пресечена рака на јунак, испружена кон винска чаша. И така, наместо во склад и цела, разнесена е сликата на јавачот на 300 страни. Во несклад копитата и галопот, целта и патот. На една страна коњот, на друга коњаникот. И ретка е, драги мои. И ретка е. Но чувајте ја, кога ќе ви се јави сликата на працелината. Коњ, коњаник, планина. Сонце македонско, тоа чувајте го. Тоа чувајте. Мир вам. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни. По тоа видение
Ние веднаш тргнавме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Беше сабота, една богобојазлива жена во градот Тиатир по име Лидија продава в црвени ткаени. Браќа, сакам да ја знаете благодатта Божја која е дадена на црквите македонски. Ти благодарам, Татко Небесен, што си ги создал македонците, што си не запишал во Божиот катастер. Не запишуваат во европскиот катастер, но си не запишал во Божиот катастер, зашто пишано е: блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е царството небесно. Блажени сте и вие, кога ќе ве гонат и прогонат, и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби силата со што ќе се осоли, таа веќе за ништо не е освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту светило се пали и става под поклоп, туку на свекник, за да им свети на сите вкупи. Така треба да свети и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дори постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали законитости, најмал ќе се нарече во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и получи, тој голем ќе се нарече во Царството Небесно. Брате, ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да погине во пекол. Ако те соблазнува десната рака, исечи ја и фрли ја од себе, зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пекол. Сте слушнале дека е кажано: не колни се криво и заклетвите пред Господа исполнувај ги. А јас пак ви велам, не колнете се воопшто. Ниту во небото ти тоа е престол Божји, ниту во земјата ти е подножje на носете негови, нити во Ерусалим оти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, не, а се што е повеќе од тоа, од лукавиот. Сте слушнале дека е кажано: око за око, зап за зап. А јас пак ви велам, не противите му се на злото. Ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбивај оној што ти сака нешто назад. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат. Правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен.
во името на Господ Исус Христос. Сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над граѓанските војни, над поделбите на Македонија, над лажните религии. Татко Небесен, ти ја враќам Македонија во твои раце, зашто ти си ја создал, ти си ја запишал и таа е твоја земја и потребна ни е твојата сила. Слава ти, Татко Небесен, слава ти, Господ Исусе Христос. Театарот е една суптилна, елегантна, динамична, високо и лесно рецептабилна уметност. Тоа впрочем го потврди актериот театарот Скрп и утеха на еден ваков импресивен начин, значи преку оваа нивна драмска изведба. Што во моје име сакам пресади упатам честитки во името на Институтот за култура при Меѓународниот славянски универзитет Габриел Романович Државин, да ја врачам оваа пакета за учество и придонес на првиот меѓународен театарски фестивал Била Зора. Фестивалот Била Зора е замислен концептски како театар во куфр. Театарот не може да се ослободи од колата на Теспис. Тој е постојано во движење. Па во било каква форма да е неговиот израз. Но оно што ние сакаме да го направиме сега како нешто ново, може би не е ново, но на нашата театарска, во нашиот театарски простор би требало да е ново, да профилираме еден театарски форум кој што ќе даде за право на присуство на него, на оние мобилни театарски модели, оние форми театарски кои што малку се забележуваат и од страната на критиката и од страната на публиката, а тие постојано се присутни поради тоа што не барат сцена која што е исклучиво погодна за театарска игра и за театарски израз. Театарот, меѓународниот фестивал Била Зора, токму се движи во тој правец, во театарското живење во Македонија, да инjектира еден модел и една форма на театарска игра, која што не е присутна на етаблираните, на, како се вика, на веќе востановените театарски сцени, оние кои што нели се под синекура на Министерството за култура. Така да, еве и со овој театарски, во овој простор, овој амфитеатарски дел од факултетот е место каде што ќе се реализира тој театарски проект или тој меѓународен фестивал или да речеме тој фестивал на театри во Куфер. Што значи тоа театар во Куфер? Тоа значи дека актерите и сите оние кои што се учесници во театарската игра, оние кои што го преку кои се артикулира театарскиот израз, се во една мобилна состојба. Всушност, има сценографија која може да се смести во Куфер и мизансценот може да го прилагодат според сценските услови. Ние мислам дека овој театар Била Зора, овој меѓународен фестивал, ќе биде еден од така потесно профилираните и попрецизно профилираните театарски фестивали кај нас и се надевам баш поради таа негова
профилација и поради содржината која што ќе биде автентична само за него и за не таков театарски модел и таков театарски израз, ќе има и своја публика, ќе има аудиторија, ќе има можности за конвенција со аудиторијата, со публиката и ќе може да живее долго време.